Во непосредна близина на Куманово, во малото планинско село Жегляне, сместено во пазувите на Козјак планина, на 26 февруари пред 35 години се формира Третата македонска народно-ослободителна ударна бригада. Одлуката да се формира бригадата беше донесена уште во Фуштани на советувањето на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија, на кое беше предвидено да се обедини раководењето со единиците на Народно-ослободителната војска на Кумановско-Вранското подрачје, а потоа да се направат напори за разгорување на оруженото востание во Источна Македонија и Југоисточна Србија. За остварувањето на поставената задача, Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија и главниот штаб на Македонија му дадоа особено значење на Козјачкиот масив, каде што заедно со братските јужноморавски и косовски партизани веќе 6 месеци дејствуваше и се бореше Кумановскиот партизански одред Орце Николов. За таа цел, од селото Зборско на јужните падини на Кожув планина, северно од Воден, во Егејска Македонија, тргнаа во почетокот на февруари 1944 година групата батальони. Со батальоните појдоа другарите Светозар Вукмановиќ Темпо, член на Врховниот штаб на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Југославија и член на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија. Страхил Гигов, член на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија и член на Главниот штаб на Македонија. Михајло Апостолски, командант на Главниот штаб на Македонија, како и други членови на Главниот штаб. Откако батальоните, со дел на военото и политичко раководство на Народно-ослободителното движење на Македонија, успешно го минаа Вардар, на 10 февруари групата батальони и другите учесници на овој долг марш се искачија на јужните падини на Беласица. Од тука започнуваат надчовечките напори на сите учесници во овој марш, на север кон Козјачкиот масив, кој во нашата историја е повеќе познат како февруарски поход низ Источна Македонија. Зимата беше мошне остра и сурова. Борците на овој славен поход се движеа мошне полека, преку Беласица и Огражден, преку Малешевските планини, Плјачковица и Осогово, се до Козјак планина. Во текот на 23 деноноќа, гладни, недоспани и премрзнати, водејќи борби со бугарската фашистичка војска и полиција, го пробиваа патот на север. На 24 февруари групата батальони ја минаа Герман планина и утредента стигнаа на Козјачкиот масив. Согласно со наредбата на главниот штаб, на 26 февруари во утринските часови во дворот на училиштето во селото Жегляне беа построени борците од пристигнатите батальони и тука затекнатиот батальон Орце Николов. Наредбата за формирање на Третата македонска ударна бригада на борците им ја соопшти командантот на главниот штаб Михајло Апостолски. Во составот на бригадата влегоа Преспанско-битолскиот батальон Стив Наумов и двата кумановски батальони Христијан Тодоровски Карпош и Орце Николов. За командант на бригадата беше назначен Тихомир Милошевски, за политички комесар Кирил Михајловски, заменик на комесарот беше Златко Билјановски, а заменик на командантот Борис Милевски. Според раскажувањата на борците, за сето време додека наредбата се читеше, кај сите владееше неизмерна радост и возбуда. Пред построените борци, другарот Темпо меѓу другото рече: "Другари, борци и старешини, вие не сте повеќе партизани, вие сте војска на другарот Тито.
Јуриш на Скопје, градот на Орце Николов, јуриш на Велес, градот на Кочо Рацин, јуриш на Куманово, Кратово, Штип, ослободувајте ги селата и градовите од бугарските окупатори и нивните слуги. Козјак дотогаш не видел толкав број на партизани. Сите желби и стремежи на македонскиот народ се сплотија и изразија во говорот на Темпо и неговата исконска желба за слобода. Додека траеше свеченоста околу формирањето на бригадата, во дворот на училиштето пристигнаа вториот јужноморавски и косовскиот батаљон. Со тоа радоста на борците се зголеми. Истиот ден попладнето се даде наредба за покрет кон манастирот Прохор Пчински. По неколку часовен марш, единиците се сместија во конаците на манастирот. Успешното пробивање на сите наши регуларни единици кон манастирот создадоа услови за поставувањето на прашањето како овие единици да се употребат во борба против бугарските окупатори и нивните соработници четниците. За таа цел, на 27 февруари во предпладневните часови беше одржано воено-партиско советување, на кое присуствуваа сите војни и партиски раководители, вклучувајќи ги командирите и политичките комесари на четите. На советувањето беа поставени конкретни задачи за развој на народното востание на Кумановско-Врањскиот терен, а како прва задача беше да се уништи четничкиот вардарски корпус, чие постоење беше сериозна пречка оружената борба да прими масовен карактер. Вториот ден од советувањето во близината на селото Сеаце дојде до решителен судир меѓу четничкиот вардарски корпус и нашите здружени сили во состав Трета македонска ударна бригада, вториот јужноморавски и косовски батаљон. Во неколку часовната борба на 29 февруари борците ја разбија четничката одбрана и со тоа ја уништија главнината на четничките сили во југоисточна Србија и североисточна Македонија. Уништувањето на четничкиот вардарски корпус беше крупен придонес во јакнењето на братството и единството на српскиот и на македонскиот народ и посебно на подрачјето источно од Куманово и Врање. По оваа решителна борба беше создадена голема слободна територија на подрачјето Куманово, Крива Паланка, Босилград и Врање. На оваа слободна територија, чија големина изнесуваше над 2000 квадратни километри, започна да се шири и создава и новата народна власт во лицето на народно-слободителните одбори. Народот започна слободно да живее и да говори. Како еден од резултатите на уништувањето на четвртиот вардарски корпус беше исто така и формирањето на шестата, односно осмата јужноморавска бригада во Трговиште на 8 март. По митингот во Трговиште, замислата на главниот штаб беше сите наши единици на ова подрачје да започнат со нанесување удари по виталните точки во системот на бугарската окупација. За таа цел, на 27 март вечерта беше нападната железничката станица Ристовац. Нападот беше ненадеен и успешен. Беа уништени железничката станица и неколку воени композиции, а во наши раце падна голем воен плен во оружје, храна и друго. И во оваа борба Третата македонска ударна бригада во содејство со братските единици го даде својот благороден придонес. По успешно изведениот напад на железничката станица Ристовац беше направен долг марш, маневар на бригадата и косовскиот одред во правец на Злетовските рудници. За да извршат поставената задача, Третата македонска ударна бригада и косовскиот батаљон по врвиците на Козјак, Герман и Осогово се доближуваат до рудниците и во раните утрински часови на 4 април вршат силен и ненадеен напад на рудниците во Пробиштип и Добрево. Успехот беше целосен. Покрај тоа што беа уништени рудничките инсталации, беа заробени голем број бугарски и фашистички војници. Во текот на нападот на косовскиот батаљон му пристапија околу 120 рудари, кои беа присилно доведени на работа од Косово.
По успешно извршената задача, борците се повлекоа на Црн врв, каде што водае жестока борба со бугарскиот непријател. Со паѓањето на мракот, Третата македонска бригада и Косовскиот батальон преку селата Сакулица, Страцин и Дренак се пробиваат во селото Желувино, каде што одново водат борба со бугарската војска. Во тричасовниот судир, нашите батальони се одлепија од непријателот и бидејќи чувствуваа потреба за одмор, се упатија кон Трговиште. Тука, на овој терен, бригадата дојде до податоци за групирање на големи непријателски сили во реоните на Куманово, Бујановац, Врање, Хратово, Крива Паланка и на позициите кај Страцин. Заклучокот беше единствен. Бугарските фашистички окупатори подготвуваат офанзива со цел да го задушат народното востание на просторот источно од линијата Куманово и Врање и потоа одново да ја окупираат слободната територија. Нападот на Третата македонска бригада и Косовскиот батальон на 25 април врз Кратово ги осуети плановите на бугарскиот окупатор. По 5-часовната борба, бугарскиот гарнизон беше заробен. По Дебар и Кичево, Кратово беше третиот град во Македонија кој заеднички го ослободија македонските и косовските партизани. Со оглед на притисокот што бугарската војска од гарнизоните во Штип и Кочани го вршеше, доаѓајќи им напомош на опколените бугарски војници, партизанските единици го напуштија Кратово и се искачија на Осоговскиот масив и откако на 3 мај кај селото Кнежево пристигна плячковичкиот партизански одред, истиот ден попладне започна марш на север, во насока Султантепе, село Калин Камен, село Узен и Киселица. Ноќта на 4 мај, нашите здружени сили го минаа патот Крива Паланка, Деве Баир и по пладнето во селото Мала и Голема Црцорија водат борба со бугарската војска, а потоа преку селото Жеравино и Горно Тломин се упатуваат на север кон Црна Трава. Движејќи се на север, нашите единици на 6 мај ќе бидат принудени да водат 10-часовна одбрамбена борба на врвот Црновок и неговите падини. Одбрамбената борба беше мощна, жестока и страотна, толку повеќе што непријателот располагаше и со авијација. Без оглед на извонредно тешката состојба, во која се најдоа нашите единици со паѓањето на мракот, успеа да се извлечат од опкружувањето и да го пробијат поставениот обрач и енергично, брзо да го продолжат маршот кон Црна Трава, за да се спојат со оперативниот штаб на јужноморавските, косовските и македонски единици, за кој се предполагаше дека се наоѓаат во реонот на Црна Трава. Ако борбата на Црноок, уште на самиот почеток на бугарската офанзива, може да се третира како испит на ударната сила на нашите единици, тогаш тие тој испит го положија со сјаен успех. Согласно со планот на оперативниот штаб на заедничките сили на Третата македонска бригада, 6-та јужноморавска бригада и Косовскиот батальон добија задача да го разбијат обрачот на бугарската офанзива и да се пробијат на југ кон Герман планина. Но, заради надмоќноста на непријателот, патот кон југ беше отежнат, така што требаше да се оди преку Знеполе во западна Бугарија, каде што нашите единици кај Стрезимировци имаа тешка борба со бугарската пешадија и коњица, а потоа преку Доганица успеа да стасаат на Герман планина. Тука на падините на Герман, оперативниот штаб направи нов план за пробој на југ. Бидејќи се очекуваа долги маршеви и непрекинати борби, требаше да се изврши реорганизација на единиците. Така се создаде Осоговската група, во чиј состав влегоа 2 батальона од Третата бригада и по еден јужноморавски косовски батальон. Вака формираната група батальони имаше големи маневарски можности. На 19 мај оперативниот штаб донесе решение единиците да минат ноќта помеѓу 19 и 20 мај во контраофанзива. За постигање на оваа цел беа извршени сите подготовки. Но и непријателот од своја страна направи нови сериозни напори да го запре пробивот на нашите батальони кон југ. За оваа цел беше запоседнато Славишко поле од Страцин до Чифтеханови. На 20 мај во утринските часови
Нашите батальони од составот на Осоговската група на јуриш ги разбија заседите на Крива река и енергично го продолжија пробивот до врвот на Лисец на Осоговскиот масив. На врвот Лисец дојде до неочекувана борба со бугарскиот окупатор, каде што загинаа многу другари, а меѓу нив беше тешко ранета и Вера Јоцич, заменик политички комесар на 3-тиот батальон од 3-та бригада. И покрававењето од неколку дена и храброто носење на незините соборци, оваа млада девојка херој, почина во селото Саса. Патот за пробивот на Осоговската група на југ беше отворен. Од Лисец па се до Круша планина во Егејска Македонија и назад на Козјачкиот масив, ќе останат незаборавени и јуришите и борбите на храбрите борци кои заедно, рамо до рамо со јужноморавските и косовските борци, учествуваа во борбите кај Разловци, Обозна на Беласица, кај Костудино, Кушкули на Брегалница, Поникве, Чупино брдо и Петрова гора и на други боишта, кои што вечно ќе им зборуваат на поколенијата, како се гинеше и умираше за нова Титова самоуправна социјалистичка Југославија. Во текот на пролетната офанзива, заедно се бореа срби, косовари и македонци, се бореа за една нова братска заедница во која има слобода и рамноправност за секој народ и народност. Во таа голема и света народно-ослободителна борба, во текот на пролетната офанзива, загинаа прекрасни другари и другарки. При враќањето на Козјачкиот масив ги немаше веќе меѓу соборците таквите јунаци, какви што беа Вера Јоцич, Панче Пешев, Милан Зечар, Вера Которка и многу други, кои останаа на боиштата како сведоци на тоа дека слободата бара големи и скапи жртви. Во текот на 45 деноноќија, единиците од составот на Осоговската група излегоа од пролетната офанзива како победници. Бугарските окупатори доживеа тотален воен, политички неуспех и пораз. Во втората половина на јули 1944 година беа создадени сите услови АСНОМ да се свика на своето прво заседание. Заседанието ја започна работата на 2 август 1944 година во старите конаци на манастирот Прохор Пчински. По Крушевската република, чинот, тој историски чин извршен во манастирот Прохор Пчински, представуваше второ раѓање на македонската државност. За сето време, додека делегатите на АСНОМ заседаваа во големата манастирска просторија, 3-та и 4-та македонска бригада, заедно со командите на местата и подрачјата, им обезбедуваа на делегатите мирна работа. И така, обезбедени од единиците на Народно-ослободителната војска, делегатите трпеливо и достоинствено ги удираа темелите на новата федерална Македонија, ги удираа темелите на македонската држава. На првото заседание на АСНОМ, на тој голем празник за македонскиот народ и символ на едно негово постоење, избраните делегати донесоа историски решенија и проглас на македонскиот народ и народностите за конечното ослободување на Македонија. А на крајот од сите заклучоци ја усвоија и декларацијата македонскиот народ доброволно да стапи во составот на братската заедница на новата Титова демократска федеративна Југославија. Со историските решенија на првото заседание на АСНОМ се остварија идеалите на сите поранешни генерации. Се остварија идеалите на сите оние кои дотогаш се бореа и умираа за национална слобода на македонската држава и државност. Во чест на првото заседание, 3-та македонска бригада по втор пат ја напаѓа железничката станица Ристовац, а 4-та македонска бригада ја напаѓа железничката станица Бујановац.
Потоа третата македонска бригада врши напад на железничката станица Табановце и на рудникот Лојане. Сите напади беа успешно завршени, а постројките и објектите беа уништени. По овие борби, третата македонска ударна бригада презеде долг марш во правец на селото Горно Врановце, западно од Велес. На овој пат бригадата го нападна затворот Идризово и во договор со Скопската партиска организација успеа да ги ослободи сите политички затвореници, кои цели 3 години чмаја во злогласниот затвор Идризово. По ослободувањето на политичките затвореници, бригадата го минува Вардар и кај селото Моране се судрува со еден батальон бугарска пешадија зајакната со артилерија. Како и порано, во занес на јуришот, борците на веќе славната трета бригада јурнаа заедно со нивните другари, политички затвореници, кои беа желни за вакви судири и борби. Со брзи удари и едно громогласно ура, непријателот беше разбиен и уништен. По оваа борба, бригадата се искачи на планинските висови на Караджица и марширајки на југ, пристигна во означениот реон за прибирање во село Лисиче и Баница, Велешко, каде што по капитулацијата на фашистичка Бугарија учествува во разоружувањето на бугарските фашистички полкови и дивизии, кои сакаа преку Велес и Штип да се извлечат кон Бугарија. На овој начин, третата македонска ударна бригада доследно ја изврши задачата која пред нашите единици, преку прогласот за македонскиот народ и народностите на Македонија, ја постави президиумот на Асном, во која се бараше секој бугарски војник да биде разоружен и вратен во Бугарија. Сега на бојното поле остана сам германскиот непријател. Се надзираше слободата. Се создадоа услови за ослободување на нашите поголеми градови. Во текот на септември и октомври, третата бригада беше главно групирана западно од Велес и тука водеше борби со германските воени транспорти и помали германски единици. Во самиот почеток на ноември, третата македонска ударна бригада добива уште една задача. На 9 ноември, заедно со 8-та македонска бригада, учествува во ослободувањето на Велес. Додека 2 дена подосна со брз марш бригадата се доближува до Скопје. Веста дека третата македонска бригада ќе учествува во ослободувањето на Скопје, борците и раководителите ја примија со радост и одушевување. Во раните утрински часови на 13 ноември, од правецот Усие Киселавода, борците на третата македонска ударна бригада, заедно со другите македонски бригади, зедоа учествува во борбите за ослободување на Скопје. Целиот тој ден се водеа жестоки борби. За вечерта на 13 ноември, Скопје, главниот град на Федерална Македонија, да биде ослободен од единиците на Народно-ослободителната војска на Југославија. Со нивното дело се гордееше македонскиот народ. Се доживуваа радосните трепети на победата и слободата. Скопје и скопјаните бликаа од радост, а заедно со Скопје се радуваше цела Македонија. За да земе учество во ослободувањето на Полошката котлина, третата бригада презеде марш преку Жеден планина и на 19 ноември влезе во Тетово. По неколку дена, престој во градот и околните села, бригадата се упати кон рудниците во Радуша, каде што беше примена веста дека сиот нејзин состав треба да се подготви за учествување во пробивот на Сремскиот фронт за конечното ослободување на нашата дотогаш поробена, но никогаш не покорена земја. За таа цел, бригадата замина за Куманово, во чија непоседна близина таа беше и родена. Борците беа среќни и радосни што може да се видат и прегрнат со своите најблиски. И по неколкуте дена проведени покрај своите топли огништа во присуство на најмилите, и по неколкуте дена за прв пат во слобода искажени најтопли зборови на својот мајчин јазик, бригадата замина да учествува во конечното ослободување на земјата. Ја очекуваа многу борби, многу жртви и докажувања. Непријателот добро ќе го запомни тоа нивно секогаш присутно ура, кое што ќе го следи од Шид, Товарник, Илинци, Винковци, Стрижи Војна, Врполе, Славонски Брод, Славонска Пожега, па се до Загреб.
На сиот овој борбен пат, бригадата, уништувајќи го непријателот пред себе, насекаде оставаше траги кои денеска сведочат и понатаму ке сведочат за незината смелост, храброст и пожртвуваност, за светлиот пат на тие славни борци кои зад себе оставија символи што ќе ги паметат поколенијата. Третата македонска ударна бригада за долго очекуваната слобода даде и големи жртви. За таа слобода во чие име многу синови на македонскиот народ паднаа, а благородната татковина ги чува како вечен спомен за нивното светло дело. Југославија, татковината на сите слободолюбиви југословенски народи и народности, беше ослободена. Пречекот на борците на Третата македонска ударна бригада во својот роден крај беше повеќе од радосен. Сиот народ од градот и од околните села беше слеан во Куманово. Борците на прославената Трета македонска ударна бригада, една од нашите најстари и најборбени бригади, насекаде беа дочекувани со цвеќиња и со солзи радосници. Имаше и тажни средби. Многумина ги немаше во парадниот строј. Јунаците кои загинаа во безбројните јуриши не можеа да и се радуваат на слободата. Тие останаа на бројните боишта како вечни сведоци на нашето раѓање и на нашето гордо постоење. Тие сведоци нашиот народ никогаш не ќе ги заборави, затоа што тие се вечен патоказ на сегашните идни генерации и доказ како се љуби слободата, татковината и како се гине во нејзино име.